Овој мюзикл мене ме врати назад, многу силно ме погоди емоционално. Амбасадори сме, да, ама никој не те плаќа за тоа. Јас некако не го мерам времето во години, го мерам времето во песни. Правиш чуда некогаш за да стигнеш до пари. Мислам дека и на целиот Балкан се случи тоа што Пинк телевизија и тие го донесоа. Кога некој мистериозен канал ти пушта некоја убава идеја за песна, за албум, за било што, за книга, за слик, ако не го фатиш моментот, ќе пројде. Ја не гледам ништо лошо во тоа што мојата формула за среќа не се поклопува со туѓата. Среде лето сме. Кој уште се интересира за политичкиот збор? Остануваат музичките акорди и концерти, што од салите се селат на отворено. Охридско лето, Хераклеа, гала музички хепенинг со Карерас и Гочева на денот на македонската независност. Тој микс на домашни и светски врвни уметници ја прави македонската сцена баш културен надпревар во духот на креативноста. Следите три линка во продолжение. Македонската музичка сцена годинава доби нов импулс од солистички концерти до забавни акорди. Гледавме еден мюзикл кабаре, по примерот на американските шоу програми. Ја не ги мерам така работите сега. Нешто е многу големо и успешно и после тоа што да се прави. Паралелно работам, ова е само еден сайд проект, како да кажам. Јас тука најмалку учествував во реализацијата на Као Какао. Као Какао, носталгија кон старото Скопје и она што денес не се случува? Може да го препознаете старото и ова денеска? Мене ме удри многу силен бран на носталгија, затоа што некако прво ретроспектива на моите песни, низ периодите низ кои сум поминувал. Второ, има една фина жичка на мојата генерација која растеше во 70-тите години. Многу убаво раскажани некои детали од школа, од дома, од улица, од заљубување, од љубување, првите симпатии и така натаму. Значи, драмата е направена, Венко Андоевски мајсторски дејствието го умрежи во мојата музика, низ мои песни. Така што секоја сцена е оправдано напишана и во секоја сцена е оправдано отпеана некоја песна. Така да едно прекрасно вмрежување и на време, и на колективната меморија, на луѓето што ги памтат тие песни, а бога ми и јас можев символично да препознам и изградбата на после земјотресно Скопје. Така почна представата. Кога се градеа населбите во кои живееме, населбите Тафталиџе и сите други населби во Скопје, беа изградени како неопходност после таа огромна катастрофа што му се случи на Скопје. Пред 60 години прв пат влезе гитарата на тогашна Мексичка улица во наше Тафталиџе. Колку што можев да забележам, првата гитара е веќе реставрирана и е во употреба. Колку гитари поседува Владко Стефановски? Па сега околу 50-тина. Инаку таа гитара е во пристојна кондиција. Не можем да кажам дека можем на концерт да излезам со неа, ама е во пристојна кондиција. Мајка и татко актери, братот академик Горан Стефановски. Постоеше ли некаков ривалитет меѓу Владко и Горан? Па ние не трчавме во исти патеки, да кажам, во атлетика. Тој се занимаваше со театар, јас со музика, значи никаков ривалитет. Еден со друг се надополнувавме. Ја прв му ги пуштав моите песни негови, а тој прв ми ги читаше неговите драми. Инаку би сакал да ги спомнам и моите родители кои се одамна отидени, Нада и Мирко Стефановски, кои беа многу значајни, многу честни
многу талентирани и образовани луѓе. Нека не звучи нескромно, ама мојата куќна библиотека брои околу 2500 книги. Не ја рачунам на Горан библиотеката. Околу 2500 книги. Тоа е едно наследство кое сакал неќел ти влијаело. Сакаш читај, сакаш не читај, сакаш разгледај ги насловите, па продолжи понатаму. Млади гитаристи се феноменални. Многу од нив се побрзи од мене, поспретни, што е природно. Природно е. Сега, во мојот случај има една огромно искуство, кое сум спремен да им го пренесам. Ја не кријам ништо. Нити кријам, нити нешто чувам за себе. Ако до сега не сум успел да го остварам својот сон и да направам таа кариера, ако до сега не сум успел, од сега тешко. Така што немам што да кријам. Се сум спремен да покажам и се сум спремен и спремен сум на било која тема да им помогнам, ако нешто ги интересира, се разбира. Лотко, имам впечаток, може би е мојот погрешен, дека многу по-присутни сте надвор од Македонија, отколку дома со настапи. Тоа не е впечаток, тоа е вистина. Зошто замрзна сте тука? Не, ја тука не, па мислам во Скопје. Не се пронаоѓате Македонија, тука? Не, па ја живеам тука се уште. Македонија е мала. Ако останеш, ќе можеш да свириш неколку концерти во текот на годината, да речеме Скопје, Битола, Охрид, Штип, Струмица, Прилеп и после пак ќе ги вртиш истите кругови. Пазарот е мал. Мал број луѓе купуваат плочи, мал број, бројани се на прсти, ги знаеме сите, одам често во аудиокултура, сите аудиофили и дискофили доаѓаат тамо и бараат одредени плочи. Тоа е многу едноставно, мислам, надвор сум затоа што ме бараат вамо, тамо, онамо и патувам, свирам и се враќам дома. Повторно во Скопје и во Тафталиџе. Имавте настапи во Лондонската филхармонија, свирате и на Аби Роуд. Што значи да се свири на Аби Роуд? Во студиото да бидете во контакт со Winehouse? Тоа е за мене остварување на детски сон. Тоа влегување во Аби Роуд студиото. Во тоа студио настанале најзначајните албуми на Битлси. Дури еден албум се вика Аби Роуд. Таму Pink Floyd го имаат снимено Dark Side of the Moon, легендарниот албум, кој се уште е на топ листа. Таму се случувале, тоа е, како би рекол, црква на модерната музика. Таму кралицата Елизабета го снимила својот говор кога станала кралица. Во тоа студио го има снимено својот инаугурационен говор. Така што таму се има случајно многу историски, многу значајни работи. Во тоа студио работел инженерот кој измислил стерео. Претходно била моно технологијата. Инженерот кој работел во Аби Роуд измислил стерео. Има негова слика тамо, покрај другите значајни проекти кои излегле од тоа студио. За мене тоа беше големо достигнување. А ова што зборите, малку луѓе успеваат од Македонија, малку луѓе успеале да свират со Лондонскиот симфониски оркестар, а уште помалку успеале да имаат албум со Ројал Филхармони, со Кралската филхармонија од Лондон. Мислам, мене ми се случија тие работи. Не велам дека сум кузне колку заслужен со својот талент, ама често пати среќата во тие работи игра огромна улога. Да те одведе патот, ти не можеш да ги испланираш некои работи. Некои работи мора да те испланираат тебе за да стигнеш до таму. Не можеш ти да речеш, сега ќе идам. Тоа многу скапо кошта да снимаш во Abbey Road Studios. Многу скапо кошта и као турист не можеш да влезеш да ги разгледаш студијата, а не као музичар.
Јас со големо задоволство сум ја расеал македонската музика низ цел свет. Како сакате сватете го тоа. Јас сум ја расеал. Ви се заблагодариле? Јас ги имам добиено сите значајни награди државни, така да не можам да се жалам. Имам добиено награда 11 октомври. Имам добиено 2 почесни доктората, едниот од универзитетот. Знаеме ли да ги цениме македонските Уки. уметници? Па не доволно. Зошто? Затоа Не знаеме да ги препознаеме? знаете што се работи? Многу е мал буџетот за култура. Не знам дали знаете колку е буџетот за култура во Македонија. Символична е, процентот е символичен. Без сериозно посветување финансиско, не само тапшање по рама, многу сте добри, вие сте амбасадори на Македонија. Фала многу. Амбасадори сме, да, ама никој не те плаќа за тоа. Не, хонорарите, ако ја побарам хонорар за мој настап во Скопје, во висина на хонорарите што им ги даваат на некои странски уметници, мене ќе ме уапсат. Ако побарам 100.000 евра за настап, што ќе речат овој попуштил со здравје? Така? А лесно одлеваат пари на разноразни артисти од регионот и од пошироко. Владко Стефановски, гостин во издание на Тренинг. Гости во ова издание Трилинг, Брейк и Пере. Нокаут. Дента кога наполнив 45, тоа ви е асоциација се подсетувате на минатото, на лудите млади години или ја навестувате иднината? Па некако и двете работи би ги се опфаќаат, да. Значи иднината и она што сме го поминале, односно тоа е текст кој што го, да кажеме, го проаѓа човекот за 45 години, оној период кој што, да кажеме, поминува низ сите проблематики можни И созрева. во животот. И созрева. Да, на некој начин. Брейк, И некаква отскочна даска за понатаму све што ќе се случува. Брейк 1 мај, на што те асоцира? Денот на сите работници од сите сфери Бизнисмен, на планетава. важи за бизнисмен, собственик на 3 радија, пејач, каде најмногу се пронаоѓаш? Делумно градежништво исто. Каде ме носи срцето Дента? Каде ме носи срцето? Плановите ми се секогаш темелни, плановите се издржани, се разбира во секој бизнис мора да бидат. Музиката ми е голем дел од мојот живот, затоа и бизнисите делумно ми се комплементарни на таа музика со која се бавам. Ама сакам и авантури некакви, затоа што ако човек почувствува дека е способен и може, има енергија, има добрата екипа, јас секогаш кажувам, се гордеам со мојата екипа која стои позади мене, за сите мои луди идеи. Дали песната за тебе е издувен вентил, а бизнисот всушност е она што... Не се сети. Бизнисот е нешто што morаме го работиме. Мора да се живее, сакам да живеам убаво и ако сака човек да живее убаво, мора да работи на повеќе полиња. Барем кај нас така и да не речеме светот. Создавам, творам на повеќе места и од повеќе места помалку
задоволува сите критериуми можни. Музиката ми е опуштање големо. Музиката ми е еден Баш вентил. кај него е таа Да. big picture, големата слика е кај него целосна и некако се, ако се запрашаме дали има некаков судир интереси, мислам дека Па и да има. нема. Па не, мислам Па и дека да има. Мислам Зашто дека да нема? нема, баш Знаеш, кога работиш музика, некојаш ми кажуваат, абе добро, имаш лесно ти, тебе слушавме хит на твоите радија. Добро, и на Антена, на конкурентите мои беше хит. И ако направиш добар материјал, ќе го слушаат секаде, дали се мој радија, дали се туѓи радија. Се сеќавам еднаш еден од собствениците на Антена, бевме на некоја заедничка дебата со сите медиуми и вика, вака седно карши мене, вика, Брейк ме, например, радиски опонент. Ама неколку песни негови биле хит кај нас. Затоа што вика, јас не можам, вика, ако да го игнорирам фактот, ако е добра песната и бара аудиториумот, да не ја пуштим од било какви причини. Пере, 3 децении нокаут на музичката, македонската музичка сцена. Подеми и падови. Што најмногу во изминативе 30 години ти оставило впечаток? Неколку пати го смени составот, го нема, например, Франц, за жал, Ацо Конга го нема. Токму така, види, 30 години како 30 минути. Морам така ти кажам, како на сон помина. Така што јас некако не го мерам времето во години, го мерам времето во песни, кои што нормално допринесуваат во самото општество, нели, да ги спои луѓето, да им влезе песната во срцето, во чувствата кај луѓето. Така што секој човек тоа го доживува, па посебно за 30 години, да кажеме, кариера. Али континуитетот е добар. Да, нормални се тие работи, меѓутоа да бидеме континуирани е некако тешка задача за нас уметниците, посебно во една ваква мала држава кај што, да кажеме, е многу мал пазарот. Меѓутоа, ете, се бориме храбро. Пере, првиот контакт со музиката си го имал на 2 години. На 9 години твојот татко ти купил пијано. Па не, на 2 години ми купил пијано. Пијано? Нешто подоцна. Иако си преферирал пред се си имал афинитети кон спортот, фудбалот, кошарката. Паралелно некако тие две работи ги водев, да кажеме, во тие, да кажеме, помлади години, до 25, инаку кошарка професионално тренирав до свој 16-17 години. И, значи, за работнички, малку за МЗТ, после тоа, инаку паралелно идев и во нижо музичко училиште, па средно музичко училиште, после тоа и факултети и така натака и така натака. Сега предавам исто музичка продукција на Универзитетот Европа Прима во Скопје. Поздрав до сите мои студенти, до сите оние кои што и професори, мои соработници. Брик, една од милион песна полна со емоции, страст, еротски набој, дури имавме можност Каде еротскиот набој? Спотот. Преферираш, гледам, и многу често еден период ти да бидеш инфлуенсер? Па не би рекол. Не инфлуенсер, ама да одлучив на сугестија на режисерот Огнен Шапковски, фантастичен дечко, супер се знае. На негова сугестија одлучив малку похрабар да биде овој спот. Обично старите мои спотови многу често и многу кратко, многу малку се појавував. Сега викам, окей, луѓе ми викаат дали е ова резултат на midlife crisis. И викам, ако на 50 години за кратко ќе станам 50 годишен, викам, ако е midlife crisis, тогаш стварно песната Дај ми 100 ми дадат 100, ако сум на пола живот. И зборуваат дека и некој, викам, да, и да е, ова е начинот на кој ја си ги лечам моите midlife crisis. Што има лошо во тоа? Со музика, со убави ликови, со убави луѓе околу, со убави бои во спотовите. Мислам, не е тоа само љубовен пар, јас со друго девојче, туку целата продукција е, целото светло, целата боја на спотот е фантастична. Како на една во милион, така и на дента кога наполни 45. И само помисли на тоа што се можеме
Онака мириса, ние двајцата сме за без трага. Дали денеска понекогаш ти доаѓа да кажеш се нека оди во бестрага? На сите нас не доаѓа на дневна база. Тоа верувам и кога би те прашала, јас тебе обратно ти би кажал, да, денес 4 пати ти кажат, све во бестрага да оди. Види, ми се свиѓа што умот на Игор Џамбазов се преточи во песната на Пере и излезе еден страшно добар материјал и јас сум дел од тој материјал, од таа песна. Таа е безвременска. Дури сега скоро бев на една имаше еден ивент каде што Тарабунов, супер ликче, доаѓа вика сега ќе испееме заедно безвременската во Бестрага на брег. И стварно ме радува. Убаво е да оставиш добар материјал позади себе. Да те памтат по убаво, по знаеш како викам ја секогаш, по 100 години нас ќе не нема, песните ќе останат, спотовите ќе останат. Тој видеозапис, видеоматеријал. Затоа треба се трудиме што поубав, подобар да биде и некои правнуци мои ќе седнат ќе кажат ево дедо ми. Никола Перевски Пере и Дарко Гелев Брейк гости во Тренинг. Како оценувате денеска музичката сцена? Брейк повели прво. Плодна. Сериозно плодна. Што мене искрено ме радува, иако немам јас директен импакт во сето тоа. Знаеш, не сум композитор, не творам. Знам од време на време си напишам некои текстови убави, па да излезат тие да... Дури еден направивме јас, Пере и Игор Џамбазов заедно. Еден текст тоа не е типично. Плодна. И тоа е супер. Жално е што пазарот е тој што е, многу мал. Бариерата јазична ни е таа која ни е. Посебно ме радува кога има исклучок некакви проекти, како ми се чини дека Тони Зен имаше со бугарска некоја продукција, хип-хопери, да. со не знам како се вика, и успева и тоа, затоа што близината на јазикот некаде компатабилна со бугарскиот, па некаде толку не со српскиот, ама секоја соработка наш артист со некој од околината, од Балканот што ја прави, што имат сличности во јазиците, што можеме се разбереме, е за поздравување. Пере, се живее од компонирање и од пеење? Доколку сакаш тоа да го правиш вистински, се живее. Апсолутно дека се живее. Значи, не можам да го дефинирам дефинитивно како некаков бизнис, дека се знае бизнис што е. Значи, или продаваме струја, или градиме згради. Не бе, зашто и тој музичкиот бизнис може сериозен да биде добар. Се разбира, меѓутоа зборам од авторство, зборам од Мал пазар. Мал Значи, пазар е круцијално тоа, што е многу мал пазар. веќе го спомна тоа, така што мислам дека континуитетот е во прашање. Значи, доколку човек е континуиран во тоа што сака да го работи, во тоа што се труди секојдневно, може и да заработи. И јас морам да кажам малце аутсайдерски. Посебно ме радува што цените на македонските автори, на изведувачите се веќе поприлично рипнати. Значи, интересно е со секој ангажман, поприлично може да се вреднува трудот? Се вреднува трудот. Последниве, да кажеме, не знам, 6, 7, 8 години, што стварно ме радува. Дури некогаш, ја кога сум најмувал, знаеш, ке ми каже, и ценава, бе, толку вика земаме. Например, окей, јас, ќе платиш, во тие. Значи, навистина не работам, јас не се занимавам со друга работа, јас се занимавам стрикно само со музика, значи со авторство и со изведувачки права, значи изведувач сум. Така што, земајќи во предвид тоа дека имам и 4 деца и семејство и можам да си дозволам и да кажеме и да отидам и на одмор и да одморам малку, значи веќе се смене ти работа, на позитивно се може. Тоа значи дека може да се живее. Со Нокаут има 4 студиски и 2 албуми во живо, но тоа е само дел од богатиот музички опус на Перевски. Доволно е да се спомене дека сте автор на 100 песни, од кои најголем дел може да се наречат антологиски. Па драго ми е. Ова заслужува и аплауз, ова заслужува и аплауз. Драго ми е доколку сметате дека е тоа така. Нормално се должи на многу труд, на многу работа, многу соработки со други изведувачи од естрадата, од нашава сцена.
Така што навистина, значи тука и сум работел и за Тоше Проевски, за Каролина Гочева, за Брейк, за Тијана Дапчевич, значи за многу изведувачи, на посебно нокаут, тука секогаш го ставам, се разбира, исто во прв план. Не сум застанал со тоа, така што... Брик, собственик на 3 радиостаници. Колку денеска медиумите... Главен кормилар. Тргниот собственик е Да? главен кормилар. Секој од тие радија си имаат фантастични тимови, има луѓе од кои ја буквално зависам, затоа што бизнисот без нив нема да биде таков како што ја, фала му на Бога, е добар. И прашањето, ако ти беше колку денес се радијата се монетизираат, сега ќе ти кажам што е интересно. Со широки раце ги пречекавме новите медиуми, новите платформи, што се окей, се прогрес некаков. Се прилагодивте како не? На новите трендови? Како не, ние од ден број 1 самите медиуми си имаат своји платформи, си имаат социјални мрежи своји, значи се дел од целата таа приказна. Ми се допаѓа што пред многу години бев гостин на Радио Франс Интернационал. Имавме некоја заедничка соработка со Сити Радио тогашно. И они викаат, дури таму вика, радиото нема да умре, вика, радиото нема некаков вкус, некаков прогрес, ама е делумно ти одзема концентрација, значи ти можеш да возиш и си го слушаш. Во мали просториички, мајсторчиња кај што работат, администрација кај што работи, банка, кај што им треба фул концентрација, во позадина си работи радиото. Колку медиумите се финансиски одржливи долгорочно, ако се остави исклучиво на маркетиншкиот колач? Тешко е. Ние многу често јас ме зезаат, мене ми викаат господарот на компензациите, знаеш, правиш чуда некогаш за да стигнеш до пари. Значи, за да стигнеш до финансиите, 8 круга ќе завртиш, за да дојдат парите таму, за да можеш да ги поделиш на вработени, за да можеш да оствариш некаков профит. Тешко е, ама не велам само за радијата. Кај нас во Македонија е тежок секој бизнис. Затоа што, пак се враќаме на истото, мал пазар, недоволно моќен. Ја молам Бога да дојде денот кога ние ќе се споиме бар малку со Европска унија, да почнеме било што натаму. Автоматски пазарот сериозно се зголемува, автоматски куповната моќ, значи кога ќе влезат средства сега, ако ние од буџетот трошиме пари за патишта, за улици, за дупки, поправки, тогаш големите батковци од Европа ќе ни помогнат за истите тие пари од буџет да не ги трошиме за тоа, туку за малку по-креативни работи, малку по да го подобриме животот на граѓаните. Сега куповната моќ многу мала, наша. Пере, одржавте и концерти во Хераклеја. Речи си, сите концерти на нокаут биле во преполна сала. Да, или место било. Значи, или преполно место, значи, во однос на тоа кај настапуваме, затоа што навистина не знам простор, може би еве во Стоби не сме настапиле, ама антички театар Охрид, да кажеме Хераклеја, знаеш, на такви некои места кога ќе направи човек концерт. Вие на Саем немавте едно време своевремено да 2011 беше на Саем. Дали е точно дека еден период Сакам да кажам и на такви места кога ќе видиш на отворено, кога ќе го видиш, тоа импозантно, значи изгледа тоа од самата сцена. Едните опишале, па ти се подпишале. Другите поништиле, па после те уништиле. Трети ти верувале, па после претерувале. А ти, каде си? Едните опишале, па ти се подпишале. Од богатиот избор на концерти, Трилинг следеше само мал дел од настапите на македонските уметници. Во Трилинг гостува писатели, режисери, артисти. Овие прегледи се индивидуални погледи на авторските личности. Тие ја дополнуваат архивата на разновидни музички
жанрови и изведувачи, што формираат вкусови, стилови, креации. Кога си сама, кога си тажна, кој ли те вика пролетен цвет? Кога си сама, кога си тажна, моите жълти. Во твојот се свет. Ова е шпата, ова е шпата. Во музичкиот времеплов на еден музичар ги поставува темелите на македонската современа забавна музика. Шпато. Музичар, композитор, аранжер, диригент. Драган Јаконовски Шпато. Се смета за еден од најталентираните и сестрени музички дејци на забавни и джез ноти и интерпретации. Шпато беше музички гени во голем талент, велат негови современици. Добре дојде во ова издание, му велам на еден друг Шпато. Добре дојде за Марти Јаконовски Шпато. Добро ве најдов. Овие денови сте во Скопје. Што беше пресудно мотив да одите по стапките на вашите најблиски? Татко, мајка, музичар, интерпретатор, дедо. Да, веројатно беше важно да се порасне од бебе со музика. Веројатно беше тоа, не покрај гените, мислам дека беше вбризгувањето на различниот вид на музика, од класична до джез музика во мојата фамилија. Многу важен аспект беше дека не се слушаше само музика во мојата фамилија, туку и татко ми им преснимуваше на касети на сите луѓе што ги познава. Така што јас од кога сум бебе, од кога шетам вака околу масата каде што аранжираше Рано Сабајле, морав да ги слушам тие работи. И веројатно не беше тешко да се одлучам на такво нешто на 5-6 години. Колку може човек да се одлучи како детенце на 5-6 години? Мора само да одлучам меѓу виолина и клавир. Са клавир имавме дома, седев од време на време и свирев. Музиката е семеен, своевиден семеен код на Јаконовци. Да. Во 90-тите се решавате за контрабас. 90-тите заминувате за Германија, поточно во Келн. Бидејќи Келн многу добро го познавам. Да. Имајќи го преди дека неколку години живеев, имав можност и да бидам во Келнската филхармонија и во Келнската академија. Се сеќам дека во тој период наши млади, амбициозни, мои драги пријатели, од Дарко Костовски пианистот, исто така пианистката Илинка Манова, потоа виолинистот Олег Контраденко, вие. Како се градеше тој дел на својата првична, односно музичка кариера? Да, тоа е многу добро прашање, бидејќи потекнувам од овде, како и Дарко Костовски, како и Ѓорги Димчевски, Марија Пендева, еден куп луѓе што дојдоа, барем во Германија. Мене ми беше целта, всушност, да одам во Америка, да студирам на New School во Нью Йорк, со Реджи Уоркмен. Но, да кажеме, бев на 18 години, 88 во ЈНА, и бев ептен свеж резервист. И да се добие таа американска виза, да се студира, беше опасно за мене. Затоа се одлучив за Германија, отидов во Загреб прво. Тамо бев активен 4-5 месеци на таа сцена. И Загреб има како и Белград многу јака джез сцена уште во тоа време, а и сега исто. И така сретнав еден од Келн гитарист, што веќе тамо студираше и рече: Мартине, за тебе е Келн прави град. Има публика и затоа отидов во Келн. Германците велат
оне бас, кајн шпас. Оне бас, кајн шпас. Без бас нема фан. Да, нема задоволство. Да, тоа е така. Секако дека беше многу тешко како македонец или како екс-југо, безобзирно дали би бил од Србија или Хрватска, да се пробиеш низ тој обрач што германците и сличните на нив го има затворено. Како ви изгледа културната македонска сцена кога ќе дојдете? И особено Скопје. Да. Дали Скопје може да биде град на културата? Да, во меѓувреме да. Кога си отидов од овде, единствена музичка манифестација во врска со джезот беше джез фестивалот. Скопје джез фестивал. Имаше Куманово, Штип, од време на време нешто во Куба Либре и Джезин, нели во Охрид. Така, полесна шема, не... Знаете како е. Но, што се случи во последниве 10-15 години, многу важен аспект беше што Ален Хаджи Стефанов од Нью Йорк со татко му дојдоа и го отворија Jazz FM радио. Тоа не постои во Европа скоро никаде. Swiss Jazz Radio, има нешто British и иначе не. Значи тоа што го имаше Скопје од пред 15 години, тоа беше револуција. Да се шеташ низ Скопје и да уклучиш во кола, например, радио и да слушаш джез 24/7. Дали ве следи културното и музичко наследство од таткото Драган? Дали ме следи? Имав негде, бидејќи знаете дека Олег Кондратенко се врати одамна. Дарко Костовски е единствениот што се држи во Келн, отишол и се држи таму и не знам колку има носталгија. Сигурно има. Ама не доаѓа често. Мене ме јадеше носталгијата буквално. И јас бев тој од нас двајцата, од мене и брат ми, што секоја година доаѓаше тука, само еднаш пропуштив и тоа си го префрлав. Имав само 8 дена. Тоа е кога нема доволно да откажете свирки во лето и кога нема да имате доволно и до Хрватска со фамилијата да отидете и до Македонија. Јас музиката на татко ми ја знаев од бебе, нели? Сите песни што се поважни ги знаев по мелодија. После еден концерт 16-та со Душко Гојковиќ и Македонската филхармонија во АРМ, тогашната директорка на филхармонија Маја Чаначевиќ ме праша дали би сакал нешто 2017 да направам за татко ми. Во чест на татко ми. И реков добро, во ред. И траеше многу долго тоа, бидејќи морав да одлучам кои композиции од татко ми да ги исполнам, да остане некој пријател мој да ги аранжира, а што да бидат оригиналните аранжмани. Пошто сепак е big deal, нели? Јас го презентирам татко ми во неговата земја, каде што тој ги оставил, животот го оставил, така? Значи, многу тешко наследство, многу големо бреме за мене. Тогаш почнав да ги слушам и текстовите. И се распаднав. Значи, јас се распаднав. Текстовите беа точно тоа што сите тие години кои ги поминав горе ја осликуваа мојата состава. Значи, јас отидов горе да живеам од музика и на крај музиката на татко ми, текстовите и композициите, мелодиите, ме вратија назад во Македонија, всушност. Да не го направив тој концерт за татко ми. Мислам дека до ден денес нема да ги знаев текстовите вистински, што е мислено. Текстовите се на Благој
на Ѓоко Ѓоргиев, најчесто, и на Благој Стефановски. Многу тешки текстови. За мене беа многу тешки. Возев на кај школата во Мајнц, каде што бев доцент, и слушав и ронев солзи. Вечерашниот соговорник е пианист, потекнал од музичко семејство. Меѓу колегите и љубителите на класичната музика е познат како волшебникот на пијано. Минатата година за прв пат настапи во градот на класиката, Виена. Настапувал со огромен успех и во Страсбуршката филхармонија, Софиската филхармонија, Македонската филхармонија, Македонската опера и балет. Соработувал со еминентни уметници. Добре ден за Дино Имери. Добро ве најдов. Благодарам на поканата, многу ми е драго што сум тук. Господин Имери, изгледа музиката е класичниот збор во вашето семејство. Татко, мајка, брат, сопругата е. По вашите стапки, веројатно иде и малата керкичка. Дали тоа е музиката ја одбравте вие или таа вас? Одлично го кажавте ова. Би рекол второто. Музиката ме одбра мене. А во претходниот дел би рекол дека сум благодарен на моите родители што никогаш не ме форсираа да одам во некоја насока, како што јас самиот всушност сега постапувам со мојата керкичка, односно ја оставам да покаже самата дали евентуално би имала интерес да продолжи со музика, да изучува повеќе, дали ќе биде тоа на база на, како да кажам, едно бавење по-несериозно со музиката, еден вид на хоби, што е исто така многу корисно за секој човек. Така што тие работи некако заеднички се врзуваат во еден круг, како што го нарекуваме, затоа што музиката е одраз на животот. Во неа има се. Дали животот ви е музика? Секако. Сечи живот може да се прикаже музички. Во текот на еден ден доживуваме најразноразни моменти, чувства, тага, болка, среќа, исполнетост, досада, се тоа дел од животот на секој човек, се може да се прикаже низ призмата на музиката и всушност големите композитори тоа и го прават на еден многу креативен, но и природен начин. Тоа е многу важно. За вашиот татко нема ни потреба многу да зборувам, за Дамир, вашата мајка флейтистка, вашиот татко гитарист. Брат, пардон, вашата сопруга диригентка. Така. Дали е предност или понекогаш и хендикеп, сите кога ќе се соберете и сите само зборувате за музика? Не си пречите кога свирите, кога се уигрувате, условно кажано? Не, напротив, мислам дека музиката е голем дел од нашиот живот, но не е единствен дел. Нели, моето семејство е како и секое друго семејство. Имаме на дневен ред многу нешта кои што ни се важни, кои што не допираат, за кои што разговараме и се дружиме. Пред се мислам дека од голема помош да имаш некој кој што го разбира тоа што го правиш на некој начин кој што е многу директен. Значи не го разбира тоа теоретски, туку го разбира тоа затоа што го живее истото тоа. Ги знае страдањата на професијата, ги знае убавините на професијата
И би рекол убаво е кога си обкружен со луѓе, а и добиваш многу нови информации, добиваш нови знаења, нови сознанија, нови текови, едни со други знаеме многу често да се инспирираме, да се пофалиме, но и да се искритикуваме, што е многу, според мене, многу поважно. Во музиката да нема суета, да нема его. Значи, само така се оди напред. Сте учеле од Јудмила и Борис Романови. Сте имале можност да соработувате со, за жал сега веќе починатиот Ѓумар. Како се градеше Дино и Мери? Како успеа да стане реномиран, македонски, признен и докажен пианист? Дома и надвор од границите. Тешко прашање. Пред се мислам дека гостив своето срце во музиката, буквално. Целосна психофизичка, ментална посветеност на една работа која што иако многу дава, исто така и зема, како и се она што кон кое што ќе пристапите со таква голема љубов, да не кажам дури и обсесија, на еден позитивен начин. Многу пред се многу работа вложена во музиката, во изучувањето, во процесот на образование, додека студирав кај моите ценети и професори кои што ми пренесоа толку многу знаење пред се, но и лекции, искушенија, начини на кои што практично работевме на сите оние работи кои што во мене не беа вродени, затоа што нели се вели талентот е важен, талентот е основа многу значајна и така натаму. Меѓутоа има многу пропратни работи кои што се всушност поважни од талентот, кои што се градат во оние микромоменти, онаа дисциплина, онаа работна етика, обземеност со суштината на професијата. Значи не толку со резултатот на она што ќе го направите, колку што со процесот. И професорите ме научија на еден начин никогаш да не бидам докрај задоволен, а пак истовремено да бидам спокоен, знаејќи дека сум го дал својот максимум во секој еден момент кој што ми бил пружен. За мене моментот на вежбање, на музицирање, на работа на една партитура, за мене е тоа радост, не е жртва. И тука веројатно затоа би кажал во тој еден долг пат не го почувствував толку како тежина и не очекував верификација, не очекував потврда од светот за мене. И на еден абсурден начин, всушност, потврдите почнаа да доаѓаат сами по себе, без јас да ги бркам на еден начин. И така некаде 20 на 21 година, кога имав, ако не се лажам, стигнав во 10 најдобри пианисти во Европа. И сега на таа возраст, тоа е навистина една ситуација која што може да колку што може да ви даде, може и да ви земе, нели? Бидејќи ако си кажете сами на себе, окей, достигнав сега нешто, тука доволно е, завршив, сега сум не знам што. Бидејќи малку е и абсурдно, мислам, одите во некое место, тоа се случуваше во Франција, се сеќавам тој надпревар, каде, не знам, луѓето ве сопираат по пат, бараат автограми, се сликаат со вас, ве има во весници и не знам што, се враќате дома, се исто, повторно, секојдневието продолжува. И на еден начин и нашето општество или, како да кажам, јавност, прашање колку ги препознава успесите на луѓето кои што живеат тука и творат, некако повеќе тоа се зема, како да кажам, здраво за готово. Јас го искористив тоа за дополнителна мотивација. Значи, таа рамнодушност, една да ја наречам, која што ја доживував кога се вратам дома. Тоа не ве обесхраби, не ве демотивира? Кога, например, за прв пат, минатата година, настапивте во Виена. После 11 години, пауза, минатата година за прв пат настапивте на Охридско лето. Дали повеќе надвор сте ценети како уметници или дома? Дали дома бевте замрзнат музички? Дефинитивно и можам да кажам на многу начини се уште сум. Меѓутоа, тоа
е нешто што или ќе ве демотивира, како што кажавте, и ќе ве обземе и ќе се чувствувате, како да кажам, несоодветно, ќе се прашувате зошто е тоа така, или едноставно ќе продолжите со вашата работа и ќе ја барате вашата среќа и вашиот успех онаму каде што ќе биде препознаена. Толку е едноставно. Јас таа рамнодушност, на почеток беше рамнодушност, а потоа би рекол одеше во другата крајност, дори во поглед на завист, на љубомора и многу други ситуации кои што произлегуваат од секој успех всушност. На почеток таа рамнодушност ја доживував како добра можност нозете да ги зацврстам повторно на земја, после сите тие надворешни успеси и убави моменти. Океј, се враќаме назад во лабораторија да видиме кај сме, што сме, до кај сме, како можеме да бидеме подобри сега. Во едно интервју велите: сакам да видам сцена што ќе функционира по највисоки професионални стандарди. Амбиент во кој раководните функции ќе бидат препуштени на личности со најголем професионален и човечки кредибилитет и интегритет. Дали тоа е возможно кај нас, особено што кај нас речиси се е исполитизирано? Точно, за жал, реалноста е таа. Дали е возможно? Јас сакам да верувам дека не е. Дека е, се извинувам. Како и кога тоа ќе се случи? Односно, прашање нели на мерката е, односно количината на мерка е одлука, свесност. Кое дно треба да се достигне пред да се запрашаме самите себе каде одиме со сето ова, колективно. Во моментов, општиот амбиент, општиот менталитет на луѓето, а и така е последниве години. Не е тоа само што е некој тренд сега актуелен. Се издвојуваат успешни индивидуалци и на еден начин, наместо да стимулираат, тие пречат. Тие го попречуваат оној комфорт кој што постои, она статус кво во смисла на квалитетот, на интерпретација, на уметност, се двојат по нешто. Оние кои што гледаат од страна, страшно многу се повредуваат и навредуваат, бидејќи сте ги извадили од нивниот комфорт. Сега, како може, тој е млад, сега не може, зошто сега, не му давајте ова, не му давајте тоа, рано е, и почнуваат блокадите на секој начин, на секој ниво. Многу предрасуди постојат. Од, не знам, првенствено тоа, стари, млади, жена, дали може жена да биде диригент? Не може, сега ќе покажеме зошто. И сега се влегува во такви некои, како да кажам, терање на некои теории, на некои што не држат вода. Некои од најуспешните диригентки во светот се жени, да кажеме. Пианистки, жени, прекрасни, светски. Значи, на секој основ, политичките определби, каква врска би имало за слушателот во публика кој што ја следи представата или концертот или било што, дали уметникот е припадник или не е припадник на некаква партија, на некакво верување, на некаква идеологија, се едно. Значи, тоа е големиот ликовен уметник кој што, ете, последните неколку животи од неговиот, последните неколку години од неговиот живот се познаваме, Владимир Георгиевски, ми остави една мисла која што ден денешен со мене ја носам. Ми велеше: Дино, кога политиката ќе влезе во моите четки, јас нема да можам никогаш да ги измијам тие четки. И тој ми го остави тој аманет, бидејќи за него моментот на сликање, моментот на уметникување е света работа. И треба да се оддели од сите тие работи на еден начин. Мислам дека ни фалат такви вистински уметнички личности кои што се на еден начин облагородени да ги препознаат сите тие разлики, меѓутоа да ги унифицираат преку својата уметност, не да направат уште поголем раздор во тоа. Многу примери имаме. Бах, музиката на Бах, таа е напишана во полифон стил.
Полифонијата, односно повеќе гласи е каде што секоја линија која што е напишана во неговата музика е различна. Секој еден глас има свој свет, кој што е тотално различен од оној глас под него, басот, сопранот, алтот, тенорот. Сите гласови се различни, а заедно функционираат во совршена хармонија. Тоа го може музиката. Тоа го можат музичарите. За жал, музичарите се презафатени со работи кои што немаат врска со музика. За жал. Од каде ти лично ја црпиш инспирацијата за песните, за текстовите? Да, во круговите на луѓе кои што не се од нашиот креативен круг, кои што не создаваат музика, слики, драми, книги. Обично се мисли дека од негде се црпи инспирација и негде се оди за да се наполнат батериите, за да нешто се роди. За мене лично таа дефиниција не држи вода, затоа што јас и после 40 години пишување песни, ја не знам од кај доаѓаат песните. Многу би сакал да знам, би одел секој ден таму во себе, каде што се наоѓаат тие тајни некои стихови, некои мелодии. Не, тоа е само едно чекање, отворен канал, во кратки црти, имање отворен канал. Ако си креативец и ако тоа живееш и тоа ти е екзистенција, не зборам за од хоби да пишуваш поезија или да си свиркаш нешто на клавир, на гитара. Ако тоа чекаш леп и екзистенција, мора да се претвориш некој да се претвори во тврд професионалец. Во нашава професија тврд професионалец, креативен мудичар, композитор, текстописец, од кој што се очекува секој малце 2-3 месеци да породи ново парче, нова музика, нова мелодија. Тој е многу сличен со рибарот. Само може да фрли јадица и да чека. Да верува во својата јадица, во трската, во местото што го одбрал и да чека. Така да и ја, и Бајага, и стотици илјади други креативци на овој свет сме едни големи чекачи само. Чекаме, кога не го уловиш моментот на Божјо провидение, кога некој мистериозен канал ти пушта некоја убава идеја за песна, за албум, за било што, за книга, за слик, ако не го фатиш моментот, ќе пројде. Тоа е големата тајна на нашиот занат. Зошто Чирскиот сокак го замени со Гевгелија? Пред 5 години одлучи Скопје, односно во Чаир да ја продадеш куќата и да заминеш во Гевгелија, на само неколку километри од земја членка на Европската Унија. Не сум на 100 метри од граница, на 100 метри од граница. Избега од буката во Скопје, да се спасиш од озборување, потребна ти е тишината. Има многу вистина во што кажа, но не е целата вистина нормално, но има многу вистина. А Гевгелија е толку во склоп со моите сегашни потреби, не некогашни потреби. Влада Јаневски од пред 15 на години и 20 дефиницијата за негова за среќа, зборам во трето лице, негова, пошто тој Влада Јаневски не постои веќе кај мене дома. Неговата дефиниција на среќа беше што поголема журка, што поголема забава, што повеќе женски, што повеќе умпа да има стално денеска што има, утре што ки. Како што оди времето и работата на себе, со годините и не само времето, календарот не ти гарантира дека ќе се опаметиш, календарот ти гарантира дека ќе остариш, ако си среќен да остариш. И само е тоа гаранција, ако не се вложи трудот во себе, во самоизградување на својот духовен раст и на своето созревање, тешко да ќе се очекува тако видна среќа. Оваа нова среќа за која што денеска зборувам, се состои точно во спротивното од порано. Најдов еден цитат: јас сум волк, самотник, немам ни жена, ни куќе, ни маче. Што не е лошо. Дали самотијата е избор или пак осаменост е предизвик? Свесен избор, да, свесен избор. Јас сум имал опции во животот многу, ама ова е свесен избор. Не сум сигурен дека на 30 и нешто би го одбрал би го направил тој избор. Ама на 60 со две раце потпишувам дека тоа е вистинскиот избор за мене. Самотник, затоа што Господ не ми дал
И судбината не ми дала да добијам на лутрија да се врзам со нека посебна личност. Јас сум сакал, јас сум барал, цел живот сум идел наоколу во таа пуста потрага по љубов и по сродна душа. Ја и ден денес пеам за такви чувства, иако знам дека немам таква особа, ама тоа не ме спречува да уште да верувам дека тоа постои. Јас сум како мало дете кој што уште верува во бајки. Твоето мото е, не е точно дека се живее само еднаш, се умира само еднаш, а се живее секој ден. Дали Владо Јаневски живее од денес за утре? О, да. И мислам дека тоа не е лоша. Обично тоа има лоша конотација. Живење денес за утре во секојдневните кулуари и муабети има нека лоша конотација, чувствувам, као, од денес за утре, а што за иднината? Иднината е направена од ова денеска. Ако денешниот ден ја успеам да си ги подредам мислите и кармата и својот внатрешен свет како што треба, тоа е најдобра гаранција дека утре, ако дојде и ако се разбудам повторно утре, дека ако тоа е некое идно време за кое што мечтам дека ќе биде добро, најголема гаранција е дека денешниот ден ми е среден. Не размислуваш долгорочно? Не. Зошто? Не, затоа што долгорочното е директна последица на ова денеска. Ја можам да посакувам и до година да бидам во добро здравје, можам да посакувам и за 5 години да ме држи гласот и телото, да можам да држам концерти по 3 часа. Ама тоа е само пусто посакување. Што правиме, Чомовски, со конкретната активност во тој правец? Значи, самото посакување во мојот свет е дим и магла. Ке те навратам при крај на овој интервју, ке те навратам 98. После Евровизија, после настапот во Евровизија, 2 години ни трага ни глас од Владо Јаневски. Нема ниту концерти надвор од границите на Македонија. Дури прочитав едно интервју, после смртта на Тоше Проевски решив дека не сакам да настапувам надвор од Македонија. Големо превирање беше после Евровизија. Тоше умре 98 се појави и јас со него добив нова надеж дека сепак е можно нешто. Оној момент кога сватив дека мојава сопствена земја ме плука и ме оцрнува за тоа што сум имал лош пласман на Евровизија, како не му е срам да не биде у првите 15, го пративме, нешто се врати и се... И бев како затекнат со реакцијата на луѓето, пошто ја бев пресреќен на Евровизија. Тие 3 минути пеам прв пат на таа сцена се пее македонски јазик. 150 милиони одеднаш слушаат како македонскиот јазик звучи, како македонецот изгледа. И мислите дека тоа супер промоција на државата и на себе. Се вратив назад, сватив дека тој Владенски, не требаше да го пратиме тој другиот, тој третиот подобар ќе... Кога сватив дека луѓето апсолутно не го ценеа се што направив ја со Незор и Зоро, да се чуе за Македонија, да се промовираме, сватив дека кога толку многу плукање ме дочека надвор, кога се вратив во Македонија, и ја реков, ова мора да поминат 2 години за да изветре, пошто ја не ми паѓаше на памет да објаснувам. Стој на зори зоро, душманке, и пушти ноќта да ги сокрие. Очиве што раѓат бисери, срце во што друга не љуби. Виното ме води до неа, а се подалеку од памета. Јас морам да пијам, да се
доволно извор што најубавата вода да тече од планината и да дојдеш да се напиеш од утробите на планината најчистата можна вода. Кој ќе плати за тоа? Никој. Водата си тече, она ако е најубава, најдобра, најквалитетна, најздрава, само човек кој што ќе има 2 кликери и ќе рече, аха, ова што тече овде е супер, ама не може да го продавам никому. Никој не доаѓа од никаде да пие на овој избор. Што правиме со овој извор? Скап дизајн, скапо шише, скапа реклама, скап маркетинг. Цел свет купува Евијан. Каков Евијан вода? Една флаша Евијан во Њујорк кошта $25 вода, Чомовски. Ама човекот кој што го нарачува Евијан, му е аншприц направен дека тоа е од Алпите кој што извира под снеговите на високите француски планини и тој седи у Њујорк и плаќа $25 за една чаша вода. Среќен, затоа што е продадена приказката околу водата, не самата вода. Назад во Македонија се враќаме, се што ние викаме култура и се што ние знаеме дека е добро, не можеме да го убедиме светот дека е добро, никој нема да го купи, никој нема да падне у несвест од нашата култура, додека не го спакуваме, паметно, мудро презентираме и продадеме. Ние кога бевме деца, за крај на муабетот, како доказ дека мојава теорија може да држи вода, кога бевме деца пред 60 години, значи ова не е ново откритие од вчера. Пред 60 години кога јас сум бил дете, знаеш што била главната, што беше, не си бил ни роден тачно, што била главната тема на муабетите меѓу нас децата, кога излеговме надвор да играме, 5 години, 7 години. Ја имам 5, ој има 7, ој 11. Треба да играме нешто. Деца сме, така? Омилената игра беше, се викаше каубојци и индијанци. Фасцинатно беше што дури и пред 60 години кога јас сум бил дете, никој не кеше да биде индијанец. Значи на децата уште пред 60 години американските филмови, медија, Холивуд ги има на другата страна на светот, на некој дечиња у Скопје, им го има веќе продадено концептот што е добро, пожелно, а што е лошо и срамота. И затоа сите деца кога тргнавме да играме каубојци и индијанци, сите сакаат да бидат каубојци. Што знае 6 години дете што е каубојец индијанец? Ама Холивуд му кажа. Не знам зашто те сакам, но нема никогаш да сопрам. Со душава те бакнам, долго пред усни да се допрат. Ова љубов не сме двајца, туку три. Јас и Бог за веки векови. Јас, ти и Бог за веки векови. Тука е крајот на Трилинг, довидување и се гледаме за 7 дена во исто време.